Што има? Што се случува кај тебе? Кажи ми, дали си добра, прво, тоа ме интересира највише. Може и подобра. Може и подобра, да, увек може боле. Да не се лажам. Шо при Викторија периодов? Со што се занимава? Освен што Па иде по ништо да ти одмори, кажам, овој август ништо не правам буквално. Ништо не прави? Зашто? По пива со бендот си идам и си уживам. Си уживаш, па добро, така и треба, пошто и топло беше. Цел период и мораш да се разладиш некако, да си тргнеш внимание, нешто да правиш во живот. Да. Да си посветиш внимание сам на себе. Да. Сакам да те навратам на почетокот, па да почнеме така хронолошки некако, редоследно. Ајде, многу ми е ова како официјална емисија, дај ќе го размрдаме малку. Не, ич не е како официјална емисија, него само да биде така лаба, спонтана. Да, така треба. Прв пат се појавуваш каде? Каде? Да, знам каде се појавуваш, мислам на Евровизија или со кој бенд ме интересира од професионална гледна точка, така? Да. И како ти текнува да бидеш пејач, например? Што си рече, мислам, и дали имаше желба тоа? Па добро, секогаш сум имала желба, затоа што од мала сум имала така артистични црти, сум ги прикажувала во моето семејство. Па не, види, сите мои најблиски дома знаат дека секогаш сум им правела концерти уште од малечка. Мислам, повеќето деца тоа го прават. Меѓутоа, мене ми беше толку врзано да сакам да бидам слободна во таа музика и уметност, што излезе и да биде мојата примерна професија. Значи ти си имала желба уште од мала, да си ја гајала таа желба со текот на годините. Можеби несвесно, да, меѓутоа да. Точно така. Кога се појавуваш прво на Евровизија, на детска Евровизија? Не, претходно имав еден сингл тинејџерски сингл со моја другарка Маја. За ова мислам дека никој не знае, не се ни сеќава. А го има негде на YouTube да тешко, не верувам дека го има. А ти си го чуваш? Да, па немам ни јас такви материјали. Прво се појавивме на македонска телевизија. И пеевме така тинејџерска песна. И со Маја се пријавувавме за хорчења, за такви активности. Значи се што беше поврзано со музика не интересираше. И така и дојде до аудицијата за детска Евровизија и... И од тогаш почна целата... Од тогаш, да, почна кариера, устари. Добро, да, така. А како си имала нека желба вака да ја представаш не на детска Евровизија, него Македонија да ја представаш баш на Евровизија, дали некако? Па сум имала, да. Сум имала секако дека сум имала желби. Сум имала и песни кои што мислам дека би биле соодветни, одлични за представување, но не сум имала и та прилика баш, сериозно. Зошо? Па мислам ради околностите или не си се не знам, конкурирав на конкурсите. Исто имавме еден скопски фестивал каде што се бираше, нели, победник за кој што ќе оди на Евровизија. Така, не знам. Можеби не сум ни требал. А дали Волку те издигна малците? Не знам. Волку кампањата? Па не кампањата, не песната, зборам за песната. Па песната беше како продукт после рекламата. А после рекламата? Ја мислев прво излегла... Не, го искористив тој момент и тоа беше еден совет од Владо Јановски. Ми рече, зошто толку е вирална рекламата, не направиш една песна Волку, да, и направивме песна. Ама на руски е така песната? Не, на македонски е песната. На македонски? Да, има еден краток руски дел. Да, па може за тоа. Па добро да биде автентично со мене, така. А како испадна целата приказна околу тоа Волку? Па исто така случајно, а можеби не случајно, дојдов на аудиција за рекламата и си легна коцките, да, сценариото беше идеално според мене и баш беше и кетчи, и одговара на мојот хумористичен карактер и
Така баш беше интересно. Што прави сега Викторија Лобо моментов? Со што се занимава? Зашто со себе. Се занимавам со себе постојано. Знам дека, мислам, пееш во Трибека, ми се чини, така? Да, пеем на повеќе места, меѓутоа моментално правам една артистичка пауза. Па да, За тоа да- сам да прашам, зашто те снема така, зашто... Па не како ме снема. Па со музиката. Како вика веќе. Тони Зен, никаде не сум се отишол, никаде Да, не сум отишол за да Да, се вратам. да. Не ме снимува, нормално е за еден артист да си се повлекува, да работи на себе и да твори нова музика, нормално. Јас творам паралелно во 2 студија музички, а исто така цело време сум присутна на социјалните мрежи, дури мислам дека сум им досадна. Да, знам дека си присутна, ќе Сматрам дојдеме дека и не до сум тоа. досадна. Така да цело време сум. А има нешто најава, некоја песна, некоја нова песна. Да, Последната песна ми се чини беше Херој, Бумеранг. Бумеранг. Да. Да, јас сум вака. Пред колку време? Скоро за нова година ја издадов. А имаме Така, нешто декември месец, ново најава, средина. така да ни даеш некој. Секако дека ќе има, хинт нема да ви Да, дадам. хинт Не, нема никако. А дали се осеќаш сега поише како инфлуенсер, пошто гледам дека газиш на социјалните мрежи и Види било како каков испадна начин, тоа, така? па види било каков начин на такво јавно изразување, креативно сум јас, така да не би се ограничувала да се ставам во идентитети на инфлуенсер или пејач или не артист, така да Да, кажам. артист, генерално. Генерално, да. Има ли пари у инфлуенсер? Мислам тоа што го правиш ти. Па во било која работа во која што ќе се вложиш и кое што ќе ја сакаш и ќе ја работиш со И дали ти исполнува дисциплина тоа што го правиш? и креативност, секако дека има, да. Има доста. Нормално само дека што ме вика- исполнува, инаку не би го работело тоа. Па да, нормално. Ми се допаѓа моментот што можам да сама да ги креирам риловите, сама да ги правам сценаријата и А немаш тим некој што стои пози тебе и да ги... Не, лично јас ги креирам. Значи ти си да. пишуваш сценарија, си Да, според пишуваш- мојот карактер, да. Да, па добро, имам и детско драмско до 18 години идено, така да доста сум навлезана и во тој интересен свет. А работи ли нешто друго, Викторија, или ова е само Па примарна мислам дека е да- доволно ова што го Ова што работам. работиш, Па да, реално. Да. Тоа е тоа. А што те прави вака успешна според тебе? Што мислиш Што дека е е успех за мене? тебе, да? Успех Тоа за е мене... Многу тешки прашања ти поставам. Па не, јас сакам, не се тешки, длабоки се и ми се допаѓаат такви прашања и сакам да ме прашуваат на интервју за тоа. Успех за мене е да сум јас низ секојдневието, слободна и да постојам така низ среќа и леснотија, да го работам тоа што го работам со љубов, да не ми биде нешто наметнато. Мислам дека едноставно и така како што живеат дечињата кога се малечки. Безгрижни? Па да, тоа е Па добро, они се безгрижни, не разбираат ништо. безгрижни за тоа што немаат премногу програми инсталирано или ние кога растеме, ни се инсталираат секакви програми, секакви убедувања. Сето тоа така ми пречи, го оптоварува мозокот и сакам да живеам во леснотија и тогаш се чувствувам успешно кога не се замарам, буквално онака сум Да, релакс и одам со но и по да- теченијето. но и да имаш некоја финансиска слобода, например. Ја не почитувам, не поштувам да идам сега од 9 до 5. Ја сам да работам 24/7, но знам дека за мене работам. И тоа Па да, е... тоа е еден вид на слобода и верувај сум пробала да работам во канцеларија, бев маркетинг директор во една фирма за многу кратко. Не можам да кажам дека не се снаоѓав, меѓутоа тоа не беше Не баш ти тоа што исполнуваше го тоа. посакував, да, едноставно Идеше од си 9 се до 5, изгубив, од 8 до 4 имаше такви точно смени, така, да. од 8 до 4 и А тука ти испрпува буквално, креативот. да, додека и да стигнам до дома,
се истоштував, едноставно немав комуникација баш онаква со луѓето како што сакам јас и мислам дека тоа најмногу ми пречеше. Тоа е дел од мојот карактер. Некој можеби му е убаво и си е интроверт и сака да работи таква работа и одлично. Меѓутоа јас сум малку подруг карактер и сепак си се вратив на тоа зашто сум јас. А дали мислиш дека у денешно време најголем успех е да постанеш човек, да бидеш човек пред се? Тоа е должност, тоа не е успех, тоа е должност. Мислам дека Пошто гледаме каков е лут и светов и луѓе и све што прават, и дали мислиш дека така ретки се тие што се луѓе, пошто секој гледа да ти наштети, да те заебе нешто, да искористи. Па кога би сватиле сите дека сето тоа е огледало, дека сите тоа што го правиме на другиот ќе ни се враќа буквално како бумеранг на нас. Тогаш мислам дека не би правеле. Дури и за некои ликови тоа е посилно од нив. Меѓутоа секогаш бумерангот го стига тој што го пуштил така. Па да, обично луѓе сакаат промени да гледаат, а уствари сами себе не почнуваат од сами себе да се секогаш треба да започнеме од самите себе си, тоа е точно. Дефинитивно, тоа им го зборам и ја цело време, ама некако не го капираат, да ти кажам. Ама имаат избор дали укапираат или не. Ако не го укапираат сега, ќе го укапираат на потежок начин, подоцна. На своја кожа ќе осетат. И знаеш како, почесто луѓето, 99% сакаме ние директно искуства на своја кожа да осетиме. Нели она кога не убедуваат родителите, немој така да правиш, не знам. Тоа ќе се случи, не учат да мислиме проактивно, меѓутоа не секогаш и ние слушаме затоа што секогаш сакаме да осетиме на своја кожа и грешките и убавите работи. Така е потешко кога ќе осетиш на своја кожа, али? Па потешко е вистинско. Ама те освестува на некој начин, да. А имаш мислам маркетинг завршено, зашто ми кажа дека си работела овако и све тие тоа природното. Да, оперативен бизнес менеджмент завршено, да. Фино. Сам да те прашам како е сега во брак кога си? Кои се одговорностите, дали е потешко, дали не, дали како ти се снаоѓаш? Па еве, Бомба, кажи ми ти што е разликата, што мислиш, како има разлика, има голема разлика. И која е разликата? Па не знам, кога ќе им ставиш на жениве прстен, као после се менјаат скроз. На подобро или? Па на подобро. Не знам. Не баш на подобро. Ама значи подобро да не ставаш прстен или како? Па да, подобро да си така лабав, као ај дечко и девојка сме, ама добро, нормално е сега брак, заедница да градиш живот. Па можеби е тоа поради тоа што убедувањата за тоа како треба да изгледа еден сојуз на брак ни се погрешни. Па да. Затоа што се ставаме можеби во рамки и во некои граници, во некои не знам, чекори кои што мора да се случат за нели тоа како да се исполни сликата на бракот, како тоа треба да изгледа. И тоа ни ствара притисок затоа што не живееме под полната слобода додека сме биле нели како дечко и девојка. Слободни и сега нешто се мора. Тој момент не ми се допаѓа, нормално и мислам дека Има ли Викторија слобода? Чекај, Марче, снимам, Марче. Марче, дај побрзе. Да. Ништо го ставив на airplane mode. Има ли слобода, Викторија, у бракот ти се? Па слободата... Нема љубомори и такви ствари. Малце мора да има. Јас одлучувам дали ќе имам слобода, нели од мене зависи. Јас ја реализирам. Ако ја живеам таа слобода, не може никој, имам избор да бидам слободна, никој не може тоа да ми го порекне. Дефинитивно. Која твоја песна највише те опишува? Која твоја песна е најомилена, ти е најдрага така? Па меѓу милените ми е Нов свет, не е некој хитиште, не е ни направена заради тоа, туку е направена баш како едно откровение мое. Ја имам и на англиски, на македонски. Имам и многу во секоја песна своја си се пронаоѓам. Нормално и повеќето од 99% веќе сама си ги пишувам текстовите на песните. И све се тоа лични. Невозможно да не се пронајдам. Приказни од тебе излезени. Па да, директни искуства, што се случувале. Да. Значи тоа може да те Значи стојам позади тоа. Значи може да те вброиме во кант автор, пошто ретко кај нас кој. Па да, веќе и на музичко ниво се
умешувам прсти. А знаеш да напишеш некој да ти побара песна и да напишеш за некој друг или? Па да ти кажам, имам и такви песни, не сум ги понудила. Меѓутоа премногу се веќе сум ги надраснала, мислам дека се за помладата публика. Не дека јас сум стара, меѓутоа не се чувствувам така младелашки, да кажеме, за да ги исполнувам тие песни, ама имам такви неколку во фиок. А што ќе кажеш за денешнава музика, за разлика од тоа вие што сте го правиле на времето кога сте почнували, кога беше бум естрадава кај нас и се тоа, разликата и како ти се допаѓа ова, дали ти би се вклопила со некоја таква песна, трап, мап, рап, некој се со некој артист, дали би направила дует и такви ствари? Не, баш сум слободна за соработки, за нови звуци, нови искуства. Значи, баш ми се допаѓа и ги сакам новите млади артисти кои што се појавуваат. Сметам дека има окей музика. Можеби поентата е малку утната, целта е малку утната за тоа за што пееме, нели секогаш пееме значи го сликуваме својата состојба, ја отсликуваме преку песните. И сега мислам дека артистите треба многу повеќе да работат на себе си затоа што имаат влијание. И тоа големо. За публиката. И е многу важно тоа што го пееш, затоа што сите тие дечиња кои што те слушаат или малку повозрасни се идентификуваат со артистот, ако нели го сакаат, и треба да даваш некој убав пример, да не е тоа нешто што би наштетило некој. Да не се тоа дроги, моги и така. Да, тоа е моето мислење и стојам позади тоа и сакам да сме посвесни во однос на тоа какво да биде културно нешто, да биде убаво за уши, за да се слуша све. Да. И ми фалат подлабоки, песни со подлабоки. Да, не биде така површно, само бам, да, како... Добро, тоа многу лесно се прави, бам. Да, па тоа лесно. Ама не, тоа не, мислам дека не е тоа. На кое ниво е наша естрада? Што мислиш и дали можеме поише? Можеме секогаш, можеме за разлика, например, ја ги гледам србиве што прават. Мислам, они не знаат многу од нив да пеат од србиве, зборам тие Девито, Мевито и такви ствари, ама па прават шоу. И кога ќе излезате, шоу е драма, е циркус, е сегде споделено. Добро, да, знаат да го задржат вниманието на хајпот публиката. Да го направат. Добро, тоа е западњачки аспект на хајпот, ја повеќе го сакам источниот аспект на подлабоко преживување на песните. Сакам и балади, меѓутоа сакам нешто што е вистинско. Значи и да е моќна и брза песната, меѓутоа да има добра порака во себе да се одржи. Нормално. Да. Вака кога си сама, кога си возиш или нешто, што слушаш? Што слушаш, да? Леле. И што ти е омилено на каде си? Нема да веруваш. Класик? Не. Рок метал музика. Озбилно? Да. Тоа Ти се верува? Не можам да те спојам. Сакаш сега ќе ти најдам нешто што слушам. Само да немаме копирајт спуштија на кратко. Многу на кратко, да. Чека, ми треба секундичка само. Знаеш да одлепиш? Многу ми се допаѓа Falling in Rivers, бенд од Калифорнија. Рони Радке, не знам дали го знаеш, многу е јак. Ова слушаш ти? Да. А би направила некад ваква песна? Да, секако. Да? Да. Мислам дека ќе те изненадам во следниот период. Со ваква песна? Па не баш со ваква. Така? Да, тоа е. Има хајпова. Да. Има, само што, не знам, ја никако не можам да ги најдам. Малце ретро звучи. Си текну оние ретро песните што беа порано, Nickelback. Да, Nickelback, да. Мене ми е How Do You Remind Me, као беше. Фотограф имаше по... Тие му се комерцијални на Nickelback. И така, тоа ми е интересно. Сега па последниот период ми е интересно. Например, си пушташ у кола и
Да, и вака. Да, има. Да. И The Weeknd многу често си го пуштам, сите албуми му ги имам на USB и си ги слушам. Да. И рапувам и метал пеам се. А од нашите вака артисти кои ти онака Од нашите артисти? Да, од нашите. Пошто ти се знаеш, Што би мислам, можел со да сите запеам? се знаеш. Ми се допаѓа Архангел, леле, и ми е отвори таа некоја рок-н-рол. Нека чак страна. да вика. Да. Ова е чудесен свет. Чудесен свет, баш е чудесен свет. Да, добри му се песни. За оние кои што знаат да го живеат. Да. Вака како те гледам ми се укоче врата. Не. Сега да те прашам за Трибека, колку време долго таму веќе настапуваш, пееш? Па Трибека дали ми е само како таму или мислам идеш и по градове? Да, цело време настапувам низ Македонија. Ама Трибека ти Во Скопје, да, но најчесто во Трибека. Ја пуштивме таа традиција кога ја започнавме таа традиција кога престана ограничувањето после ковид. Со И короната. имаше така една silent зона каде што Ништо не се дешаваше. ништо не се случуваше и Трибека сака нешто да се случува, да ја вратат нели музиката во Па да се врати животот, ноќен Да, живот. и тука улетав јас, улета и други артисти и почнавме полека да ги враќаме живите настапи во функција, да луѓето се веселат и те да тет да со си артистите. Помина тубо, Да. пошто немаме дискотеку што работи, што Да, немаме дискотеки. Нема ноќен Види, живот. мене лично не ми пречи, не сум јас дискотека тип, Да. меѓутоа такви места како Трибека со лајв настапи сметам дека не требаат уште повеќе во државата. ни треба. Зошто убаво е да се дружиме, да се полниме со таа Позитивна музичка енергија. убава енергија, да вибрираме со музиката, да си уживаме, се дружиме. А што у принцип Тоа е кејфот, мислам, тоа е смислата на животот, така. па дефинитивно да останеме само позитивни да ова работиме негативно и да- време. Така е. Кој е репертуарот на Викторија од прилика што пееш на тие настапи? Значи твоите бомба песни, срамота, да. не си дошол и не Не знаеш сум дошол, кој ми е не сум репертоарот дошол, да, сега. стварно у Трибека не сум срамота. дошол никад. Не само општо не сум. Еве, дојди ќе те частам пиво. Пиво, не Пиво пијам пиеш? сега, Ај, вежбам, виски ќе те частам. Вежбам, не пијам ништо, не пијам Добро, алкохол. джин со кисела вода. Може, Ајде. да не ме кара тренерот, пак и не се Да. нервираме. Тоа е најниско калорично. Реално. Ето така. Тоа и го. Па ништо што пеам од моите песни, македонски песни, по некој јурок, тоа е неминовно. Добро, за тоа е нашата класика сцена. што никогаш не Да. умира. Многу сакаме со бендот да правиме некои преработки од нови песни кои што се излезени, нови аранжмани да правиме за стари песни. Се она што е убаво, така, антологиски хитови. А си се замислила некад, например, да народна песна да направиш? Мислам, дали би се Јас по вклопила во свадбите пеам и народни песни, тоа ми е супер. Да? Да. Која ти е онака најомилена од тие нашите постари песни? Тажни се многу. Да, сите се тажни. Тажни се. Со мајке сум се родила, тажна е, Но не. тие тажни песни. Да, да, тешки песни, не. Тешки не само песни се, тешки дефинитивно. песни се. Види и тешки моменти сме имале низ историјата како народ. Дефинитивно. Ама имаме па и срекни. Не си го продавај колјот чифлик. Така. Ама види, и тоа има добра поента. Па има, Да. како нема. Мислам, Дека помеа ни оди, ама не може така. Значи, Те- или ќе се среди, или ништо. Мада тие Джабе го продава чифликот. чифликот, реално. Джабе Мада место. тие нашите стари песни ми се некако двосмислени, ми се многу. Сите се двосмислени. Да. Мислам и јазикот ни е Така двосмислен. е, убавината во нашиот јазик е тоа, А во тоа. за Русија да ми кажеш нешто. Што Како- сакаш да ти кажам? Секи ти кажам. Како се осеќаш сега? Народни после ова? песни? Пошто не е од вако како си сигурно те прашувале по интервјуот како зашо се. Па него искрено се ќе ти општо, кажам, дали многу ми си- фали да отпатувам малку во Русија и да се прошетам. Ми фали да видам неколку личности кои што ми се драги
од семејството. Па искрено и Не си била одамна таму? Па многу одамна не сум била, да. Веќе години уште од пред ковидот да започна, значи од 2017-18 кога бев последен пат и така многу ми фали. А рускиот менталитет сличен е со нашиот или е скроз различен? Па рускиот менталитет има една разлика со тоа што помалку трпи тој народ. Мислам, трпелив е, меѓутоа ние сме по-кротки, по-питоми како народ. Добро, нас може Тоа да не газат, да не вако и ништо да не значи, направиме. мислам дека ние сме по-питоми, повеќе трпиме. Додека рускиот народ е малку по-храбар во однос на тоа да избувнуваат. Да се Вајда лидерот им го наметнува. Не, тоа е до народот, веруве, и народот си го бира лидерот, така да и ние сме одговорни за тоа што ни се случува за се буквално, така. Како не? Не можеме да префрламе одговорност на лидери, на него се на власт и така натаму, се доаѓа од себе си. Прво се почнува лично од себе си. И личниот напредок и се. Кога сме кај политика, сега малку. Кај без мене со политика ме фати. Јас сум ти аутот политика буквално. Чисто едно прашање, како дали би пеела некад за политичка партија? Не, никогаш. Никогаш. Ја мислам. Никогаш имав еден таков момент кој што сметам дека не сум требала да го имам. Секако дека било со од најдобри побуди кон мојот народ, кон овој народ. Да. Меѓутоа сметам дека не треба воопшто да се мешам во тие води, затоа што во политиката никогаш не си на чисто и никогаш никој не е и ќе ти залепат етикета и не е за тоа. Види, кога веруваш во нешто што е вистинско и што е добро за народот, нели, за државата, секако дека ќе се дадеш максимум, тоа е начин на изразување љубов, начин на поддршка давање, така. Меѓутоа премногу се манипулира и премногу се е лажливо во однос на политиката. Значи секогаш намерата не е чиста. Па не е чиста, да. Колку и да е чиста, секогаш има нешто што е климаво. И затоа не би сакала да никако да запливам повеќе во такви комбинации. Да, тоа се страшни Мислам комбинации, дефинитивно. Можам да допринесам до убави емоции за ова општество преку моите песни и тоа е вистинскиот начин, мислам, да го правам. Како изгледа еден вака ден, пошто си доста позитивна на Викторија, како изгледа еден ден? Рутина ден? Рутината, да, баш ми интересира. И како можам ја да го достигнам тој зен, уште си ти, пошто гледам дека си скроз лабава и све што гледам по социјалниве мрежи. Не знам, медитираш, правиш, вежбаш, дај некој хинт и ја да се оправам малце. Ништо да си го слушаш срцето кога нешто не ти е во ред, да си се запрашуваш и да си го слушаш срцето и да си го свртиш вниманието кон себе си, а не на тоа што надворешно ти се случува, знаеш. Во принцип, вакво денешно време сите живееме за другите, не за себе се. Реши, тоа е сосема погрешно. Да, погрешно. И верувај, кога ќе живееме за себе, ќе му правиме добро и на другиот. Па така и кога работиме на себе си, го правиме и добро на другиот. Тоа автоматски се манифестира. Не знам, ќе купи некој кола и ќе да видат другиве ја што возам или не знам, ќе купам телефон или нешто, све за другите да видат, сееш. Мислам, тоа е илузија, длабока илузија во која што живееме. Ако себе си не си го правиш кефот, пред себе си треба да се биде кефот. Супер е тоа да се купуваат и убави коли и да се имаат и убави женски и се, меѓутоа тоа треба да е одличен кеф, а не за тоа што еве да се докажам кај другите. Да ме гледаат другите со други очи, а не да уживам ја во тоа што сум и кој сум, така. Кога ќе си го најдеш мирот и спознанието за тоа кој си, што си, зашто си тука и која ти е мисијата. Да, и која ти е мисијата, се ќе ти биде многу полесно во животот. Се ќе ти биде јасно и ќе ги хакнуваш сите илузии вако секунда. Дефинитивно.
Пошто Се станува провидно. На социјални мрежи, дали мислиш дека се добри социјални мрежи или премногу информации добиваме и тоа ни го мозокот ни ги злоупотребува тие информации, знаеш, сме депресивни. Па добро, знаеш како треба со свесност да ги бираме содржините кои што ги гледаме и луѓето кои што ги пратиме, инфлуенсерите или не знам профилите кои што ги пратиме на Инстаграм и на други социјални мрежи, за да си го малку дефинираме кругот по кој што сакаме нели да не обкружува. Да. Патот по кој што сакаме да се движиме. Значи, јас следам да речеме мотивациони профили, тоа ме интересира, фешн ме интересира. Не сакам драматични работи да гледам, сакам да гледам се што е убаво. Не сакаш вести што се десило у Бразилија, Да, Индија, имав и такви моменти, со... меѓутоа сватев дека ништо не можам да променам, значи прво треба промената во себе си да се направам. направам. Ние не гледаме тука за нас што се деша, ќе гледаме нешто што се десило. Мислам, премногу ни се достапни тие информации, затоа треба детокс да направиме од тие. Да, убаво е да правиш детокс. Ама социјален детокс. Ако успееш тоа да го направиш, да отидеш така малку во планина и 3 дена. У планина, да. Со вистинско друштво да се... Кај го наоѓаш ти мирот? Мирот во себе. Не, така негде да не те нервирува гужвава, тензијава со луѓе, со ова цело време 24/7. Па бирам да не ме нервира, си го вклопувам времето така да можам да си се повлечам каде мене ми одговара, во атмосферата во која што мене ми одговара. Знам секогаш многу сум одговорна, знам да си ја завршам работата, ама после тоа гледам да си го правам кејфот и она што ми е убаво. Да речеме, јас потонувам кога ќе фатам некоја книга која што ми е интересна и се задлабочувам толку во тоа и се исклучувам буквално, да. Да, и мислам дека баш тоа треба да се врати читањето на книги. А кај е поубаво да читаш книги, на плажа, на море или на планина? Секаде. Секаде, нема тоа некоја разлика. Да. Ја па мислам дека оние што ми читаат книги на плажа, мислам само за да се сликаат. Така, па не знам, мене искрено ќе ти кажам, не можам баш многу убаво да читам книга на плажа, поради сонцето прво, второ поради тоа што морето ме повикува, нели, да се бањам и немам и го немам вниманието и фокусот по книгата, така да секако ми е најбо дома да читам. Да, сама и јас сакам да ти подарам нешто, ова е од Такт, мојот спонзор, одличен новчаник, македонски производ. Ова може, мислам, ќе се свиѓа, ова ти е од Алфи Леле, фала ти, дедо мраз. Не знам дали пиеш кафе или чај, што пиеш? Чај. Пијам и кафе и чај, какао, се сакам. Мислам дека ќе ти се допадне тоа. Ја да си ги поздравам и спонзорива Дживакир Мол. Ова можете да го гледате исто на Прва Скопска ТВ, паралелно на мојот YouTube канал. И другите Бабилон кафе, да не ги заборавам. Сега ќе идеме таму да пиеме кафе, да пиеме, да направиме, нели требаше картон или више. Да, ќе направиме. Така да, мислам дека во интерес на времето траеме 35 минути. Дали добро си помина тоа само? Супер си помина. Да, дали беше окей све или не ми е секогаш окей. Прв пат ја се вака у кола или си се возела да си правила интервју никаде? Па мислам дека не ми е прв пат, ама секогаш интересно. Да, секогаш интересно. И ти си цар. Фала ти многу за што прифати, што дојде, што ми испоштува. Секогаш. Се договараме ние одамна, се договараме. Да, се договараме одамна, да. Така да, фала ви на вас што гледавте и не заборавајте да стиснете лайк, шер, субскрајб. Викторија да ја поддржите на социјалните мрежи, ќе оставиме... И пишете како ви се допаѓаат моите шишки, кои што ќе ги... Да, пишете во шишнам уште еднашка, малку побави. Пишете во коментар дали ви се допаѓаат. И прекрасни сте, чувајте се, држите се. Од мене толку, од Господ повеќе. Чао, чао.